Добро утро, Сузе, до тебе, поздрав и до сите наши гледачи. Убав почеток на уште еден убав работен ден. Ние ово утро ве поздравуваме од Арно, кој што го отвори повикот за 11-тото издание на меѓународниот надпревар за зелени идеи. Токму овој повик за овој надпревар е отворен до 27 август. Повеќе детали за тоа со што се може да се аплицира, кој може да аплицира, ова утро ќе дознаеме од Стефани Пренкова. Стефани, ќе ти посакам добро и убаво утро. Ви благодарам и што одвоивте можност да ја презентираме оваа идеја која што ја работи Арно со години наназад и која што помага за позелена и поздрава околина. Што се представува овој надпревар? Здраво, ви благодарам за поканата за гостување во емисијата. Како што спомна, веќе 11 години поред, Арно во соработка со фондот на браќата Рокфелер од САД распишува секоја година надпревар за избор на идеи и проекти кои што ги и со тоа ги поддржува развојот на мали локални зелени бизнес идеи. Овој надпревар се вика Зелени идеи и се одржува паралелно во Албанија, Косово, Црна Гора, Босна и Херцеговина, Србија и во Грција. Впрочем, секоја година по тројца представници од секоја од земјите се надпреваруваат на регионален надпревар. Четворицата представници кои што ќе победат на регионалниот надпревар добиваат по $10,000 или $5,000, зависно за реализација на нивната идеја. На овој надпревар има неколку правила кои што мора да се следат. Може да аплицираат и физички и правни лица, а за повеќе детали може слободно да се посетат нашите социјални мрежите на Арно, каде што ќе може да се секој што има идеја да провери дали ги следи правилата и да аплицира. Апликацијата е многу едноставна, прашањата се лесни, така што претпоставувам дека нема да има никаков проблем било кој што е заинтересиран да аплицира. Да, Стефи, зелени идеи, така поширок поим, за какви зелени идеи станува збор? Со какви идеи може да аплицираат сите оние кои што сакаат на овој меѓународен надпревар? Имаме многу примери, како што спомнавме, 11 години веќе поред се одржува овој надпревар. Сме имале многу различни идеи, дел од надпреварот, мислам дека и победник беше Мирјана Јосифовска, која што изработува шапки и стегачи за коса од рециклирани материјали. Исто така сме имале многу надпреварувачи кои што внесуваат во нивните идеи циркуларност, значи циркуларна економија, го потребуваат отпадот како ресурс или сме имале идеи за екоконфети, за изработување на масла од кора од портокал, кој што нели е всушност и некој вид отпад. Минатата година имавме регионален победник Трајче, кој што изработи шпоред за во природа. Така што исто така на веб страницата имаме цела листа со сите досегашни финалисти низ годините, така што и таму може да се дзирне, да се освежат идеите, да се види во која насока се што проаѓа, што не проаѓа. Имаме и дел за често поставувани прашања, така што ги покануваме сите да не следат. Да, и можат повеќе да се информираат таму, сите оние кои што се заинтересирани да аплицираат и да бидат дел од овој меѓународен надпревар за зелени идеи. Но кој може да аплицира? Дали мора да биде веќе развиена идејата или може некој кој што туку што сака да развие некоја идеја?
Може да аплицира, идејата не сме да биде постара од 3 години, така што може да аплицира, да се аплицираат нови идеи, може да аплицира, да се, како што реков, да аплицираат физички и правни лица, за тоа што физичките лица ќе мора со тек на време да отворат компанија. Да, секако со можеби тоа ќе им биде и поддршката доколку победат нели на овој надпревар. Како се покажа низ годините овој надпревар? Какво е задоволството и од ваша страна, но и од страна на општеството, па и на надпреварувачите? Можам да кажам дека од Македонија многу речиси, многу често имаме победници, така што ги охрабруваме сите кои што имаат идеја да не се откажат, иако е ова надпревар, дека голема веројатност, нели, доколку добро пичува, доколку нивната идеја е солидна да победат на надпреварот. Има многу иновативни бизниси, многу иновативни идеи, но ова е лично моje мислење, сметам дека само недостасува малку поголема одржливост и малку поголема упорност, бидејќи да се биде предприемач не е едноставно и лесно. Има многу препреки кои што нели треба да се надминат и да се опстои на пазарот. Да, Стефи, ви благодарам за одвоеното време. Ги покануваме сите заинтересирани до 27 август да аплицираат. Ви благодарам и на вас. До следното видување. Да, ние ќе ве поздравиме од Арно и ве поканата отворена за сите кои што сакаат да придонесат за општеството со некоја зелена идеја, нешто што можеби ќе биде и наградено и вреднувано. Бидете дел и учествувајте на овој 11-ти поред меѓународен надпревар, реализиран од страна на Арно, надпревар кој што се работи за зелени идеи. Спомена Стефи дека сите детали и повеќе информации можете да најдете и на нивната веб страница, како и на социјалните мрежи на Арно.